почитувана јавност, бидејќи дебатата проба да се измести од фокусот, јас би сакала да го вратам фокусот. Дека денеска го работиме предлог Законот за изменување на Законот за заштита на децата по скратена постапка и имаме предложено како опозиција амандман кој што се предлага со цел да се подобри всушност законското решение, со што ќе се зголемат бодовите на платите на вработените за 18,5%, односно ќе се изврши нивно усогласување со порастот на минималната плата во ситуација кога во државата трошоците на живот растат и како резултат на тоа треба да се зголемат и платите за да ги покријат основните трошоци на живот. За жал, во првиот дел од расправата денеска, пред паузата, занемевте и како власт, не занемевте и нас, кога имаше предлог клубот на пратенички да се состане и како закон во кој што ги засега најмногу жените, всушност не го прифативте предлогот, барем да поразговараме и да со консензус да донесеме едно законско решение што би допринело на вистина за женските права. Всушност, кои закони да го донесете во изминативе 4-5 години, отварате Пандорина кутија со тие законски решенија, се отвараат низа проблеми, се предизвикува незадоволство и револти. Ја ќе елаборирам што предизвикавте вие всушност со ова законско решение. На 19.4. почитувана министерке по порталите имаше една изјава ваква ваша: водиме евиденција и ќе има плата за тие што не штрекуваат, а другите нека бараат од СОНК. Така ли се договоривте вчера, под наводници, и со ова или им се заканивте на СОНК? Значи, во вашето излагање спомнавте дека подолго време водите социјален диалог со СОНК и ајде еве да се вратиме и да се потсетиме, да направиме една ретроспектива како се одвива работите и да ви укажеме дека всушност не сте баш така фини како да сте од Финска, туку што се случуваше реално. Еве, на 30 март Јаким Неделков, председателот на СОНК, објави и рече дека одговорноста за работата и функционирањето на градинките е на работодавецот кој, како што рече, должен да обезбеди услови за работа. И се објави тогаш одлука за генерален штрајк, бидејќи до тогаш немало никаква порака или барање за работна средба помеѓу вас како министерство или како влада со СОНК, и се надеваа дека во наредните денови ќе ги добијат. Потоа вели дека последните денови имали интензивни, ја ви говорам за од 30 март наваму, за да ве потсетам што како се случувало, бидејќи има, велите, се одвива социјален диалог, се носат одлуки корисни и така натаму, да ве потсетам етапите како се движеше целава работа. После неколку дена интензивни обиди за преговори со владата, кои биле безуспешни уште од тој период, всушност се одлучија за штрајк. И тогаш објавија дека без стартна позиција сега и веднаш, што за нив е неприфатливо, тоа е за вас, не може да излезат од закажаниот штрајк, ниту пак може да се разговара за одредени реформи кои што ги предвидува владата за наредниот период во дејноста образование за во тој период се збори. Затоа битно е сега да се зголемат платите за да има простор за да се продолжи. И што се случуваше понатаму? Всушност, кога работниците во случај, кога се во штрајк, дека не треба да се носат нормално децата во градинки, во училишта, но како немаат одговорност кон родителите кои што ќе ги донесат децата. И што се одвиваше всушност? Се изјаснија за штрајк, но се случуваше да прво имавте барање да имаат заменски наставници, заменски негователи, стваравте притисок своевиден врз градоначалниците, тоа го правевте тенденциозно политички, затоа што поголем дел од градоначалниците се од ВМРО ДПМН, и плюс тоа допринесовте да, пример, една негователка може да работи со 30 до 35 деца во група, што е прво невозможно, за да се технички неизводливо посвети внимание, плюс нели се уште короната не е завршена и се створи уште еден дополнителен притисок, без при тоа, кога го предлагавте тоа, всушност велевте да бидат приоритет правата на децата, не размисливте како ќе реагираат пак децата на
наставници кои што кога ќе се родителот ќе го однесе детето во градинка, за прв пат ќе види непознат наставник и кој стрес би се предизвикал на тоа дете. Значи, и потоа следеа обвинувања од владата дека ВМРО го политизира штрајкот, зашто ние демантиравме остро, затоа што всушност не го политизираме, туку всушност ова е еден континуитет на нашите политики и со полно право ги поддржуваме наставниците, зашто имавме и многу аргументи и уште кога стана збор за минималната плата, ние тогаш поднесовме исто закон во собранието со кој што баравме нивелирање коефициентот за администрација и наставниците и тоа беше одбиено. Значи, не е политизирање на штрајкот, туку е само континуитет на нашите политики, имаме право да се повикаме и на минатото, затоа што кога шарените револуционери беа поддржани од оваа влада, од вас, и кога пленумите беа поддржани исто од оваа влада, тоа беше социјално движење, а сега било политизирање. Значи, двојни аршини за политички истомисленици или неистомисленици, политички подобни или неподобни и уште поголема поделеност во општеството и уште поголема политизираност во општеството. Сега вие поради лошите економски политики всушност на оваа влада, стандардот на граѓаните е во слободен пат. И вчера изјавивте дека инфлацијата нема да се зголеми со овие 12%, а всушност веќе инфлацијата беше голема и се уште расте. Пример, во март инфлацијата беше 8,8%, а во споредба со година и пол наназад сите цени на основните животни потреби се поскапени за 30 до 110%. Тргнувајќи од горива, струја, леп, основни прехранбени продукти и така натаму. Ку пазарите, во маркетите, вие точно знаете дека токму пред велигденскиот празник една табла јајца чинеше околу 300 денари, вриеа социјалните мрежи, литро масло за јадење од 130 до 150 денари, таа цена најверојатно ќе расте уште и така натаму. И велите нели социјален диалог, како што го велите вие, но сепак Синдикатот за образование, наука и култура сосема нешто друго објаснува, дека еве пример на 10.4 вели за жал во изминатиот период скоро еден месец во кој имавме интензивни контакти, па и вклучување на представници на владата, премиер, вице-премиер, министер за финансии, до 10.4 немало позитивни резултати во однос на нивните барања. Всушност, одлуката нивна била донесена во согласност со голем број на нивни членови и неминовно беше да се случува штрајк. Понатаму објаснуваа дека никој нема право да ги присилува штрајкувачите да прифаќаат, да згрижуваат и да воспитуваат деца. Покрај тоа времено биле одложени евентуални наставнички родителски средби, полагање на стручни испити, апелираше владата да се одврзе кесето на владата, помалку да краде и да ги повика на разговори за да се изнајде решение. И всушност ние сите сме вклучени во образовниот процес и во делот на градинки, бидејќи имаме деца. И знаеме какви пораки стигаат до наставниците и токму во областите, во градинките, во школите, каде што има најмногу жени, всушност се вршеа низа притисоци, закани и уцени по нивните работни места, по нивните права и дали, еве ве прашувам, како министерка за труд и социјална политика, но и како нова председателка на форумот на жени на СДСМ, дали на овој начин вие ги притискавте и со пораки им се заканувавте, бидејќи жени ни се обраќа и жени ни кажуваа дека трпат притисоци и закани и буквално со страв да излезат јавно, затоа што нормално вие како влада функционирате на тој начин, на притисоци, закани, уцени и на тој начин всушност ги штитите под наводници жените, за чии права треба да бидеме единствени. И јас ви упатувам директно прашање, ве како председателка на форумот, дали, како што сте почнале, баш ме разочаравте, дали вака ќе ги штитите правата, дали вака ќе носиме со консензус одлуки
и законски решенија кои што ќе ги подобрат правата на жените, бидејќи сведок сум била во ова собрание кога немало во период кога немало ни политички ни социјален диалог во државата, ние жените во клубот на пратенички сме седнувале и сме разговарале и баш еден лош почетен впечаток ми оставивте денеска кога не се нафативте како клуб на пратенички да седнеме да поразговараме. Всушност вашата прогресивност во делот на женски права се покажува со екзактни бројки. Од 16 министерства, 4 министерки, 2 заменички министерки и кај сте малку министерки, всушност сега и не се ни борите доволно. Наместо да лупнете во маса и да кажете дека оние што ни ги гледаат, чуваат и воспитуваат децата, треба најмногу да им посветиме време и внимание, а не уште да им се заканувате и уценувате со такви пораки какви што добива. Значи 25.000 просветни работници и воспитувачи штрекува и толкова голема категорија на луѓе не успеавте, месец и пол веќе два трае тој социјален диалог и немавте слух за нивните барања и можам да предпоставам, вие бевте онаа министерка која што на една национална емисија им велевте токму на председателот на Синдикатот за образование, наука и култура дека лажат. Прво, министерка со таков вокабулар не треба да се служи. Второ, можам да предпоставам, ако во јавност вие имате таков настап и директно му велите на председателот на СОНК дека лаже, само да предпоставам како се случувале и одвивале тие преговори вчера 3 часа и како всушност со кои методи сте ги заканиле и сте ги уцениле. И сега наместо всушност тоа е најверојатно вчерашната одлука што вие велите дека е одлука, затоа што гледаме пак денеска што се случува. Ќе образложам и за тоа. Всушност е еден вид компромис донесен под притисок. И видете вака се. Решенија законски донесени под притисок не траа долго. Знаете, ние имавме претходно една министерка овдека полна со ароганција и иритантност, ама кратко траеше. И сега вие како што почнавте, уште пократко ќе траете. И ова најдобро намерно ви го велам, како жена на жена, како жена политичарка на жена политичарка, најдобро намерно ви го кажувам дека треба да си го смените односот. Таму сакам да забележам друго нешто. Спомнавте за женски права, се отвори, се наметна темата. Во делот на женски права, да, јас сум помлада, но сепак овие 5 години во собранието научив многу, слушнав многу, плюс ги следам случувањата во државата. И како заштитнички на женските права, каде бевте кога се случуваше притисокот врз жената од Лозово, во општината Лозово, од страна на вашиот градоначалник? Каде бевте да ги штитите правата на текстилните работнички, посебно во времето на пандемијата? Кога се притвара и затвара жени, кога под уцени притисоци, вие сте понови пратенички и не го знаете тој процес на името како се случуваше, кога се затвара жени без имнат имунитет? Каде бевте вие кога се разрешуваше Рашела Мизрахи? Каде бевте кога се расчеречуваше Даниела Арсовска, Силјановска и жени во политиката и така натаму? Не гукнавте. Уста не отворивте. Уста не отворивте. И сега, вие, имаме ние држава во штрајк, замислете, имаме држава во штрајк, сите штрекуваат. Од вработени во градинка во училишта, од судска администрација и судии, од јавна администрација, од полициски синдикати, земјоделци, сточари, сите што произведуваат храна. Јас ќе ве замолам да председателя да создадете услови за да се слушаме, затоа што навистина не сакам политички да поентирам со ова. Сакам да отворам, како што вие отварате Пандорина кутија, јас сакам да отворам една вистина случува брутална во државата. Всушност имаше најава денеска дека ќе излезат и вработените од управата за водење матични книги. Сојузот на синдикати исто бара за јавната администрација, замислете 132.000 вработени во јавниот сектор да си ги бараат правата. И вие ќе зборувате денеска за женски права.
Вие кои не кандидиравте жена за председател на држава, вие кои не кандидиравте жена за градоначалник на Скопје, вие кои имавте носители и коносители за парламентарни избори, измислени функции со кои што сакавте само да си прикажете родова еднаквост и со кои што ја маскиравте вашата манипулација, вие кои се фалите со Истанбулска конвенција. Па извинете, вака ја бев пратеник во минатиот мандат, Истанбулската конвенција заедно ја гласавме и заедно ги носевме со консензус за законите и за спречување на дискриминација и заштита од семејно насилство и насилство врз жени и девојчиња. Треба да се посветиме на нешто посуштинско. Да, ние имаме еден список зацртан од Истанбулската конвенција и треба да се донесе тој закон, го носиме. Го штиклираме дека ја донесе. Го носиме другиот закон, дискриминација, спречување на насилство. Што имаме суштина и последица од ова? Или бенефит што имаме? Зголемено семејно насилство, посебно во време на пандемија, дискриминација, мобинг на работни места и така натаму. И не велам дека не се случувало тоа претходно. Ама вие велевте, вие ветувавте, вие прогресивните од СДСМ дека ќе го смените тој впечаток. Па што не го сменивте? Еве имавте шанси. И ве молам, не да се удирате во гради дека вие во ваше време сте донеле. Вие сте всушност како власт многу штетни по женските права. Зошто? Зашто последните години све што се случуваше во државата, после низа закани, уцени, притисоци, се исплашија еден куп жени квалитетни да се вклучат во политика. И токму ова ни го кажуваат. Вие кои од 16 министерки имате само министерства, имате 4 министерки, имате 2 заменички министерки. Вие кога ќе постигнете 16 председателки на совет на државно ниво, највисоко во историја, тогаш ќе ми зборувате за женски права. Денес има повторно, еве, бидејќи вие сте се договориле вчера со СОНК, имате повторно протести се случуваат пред СОНК. Значи и таму предизвикавте раздор. Велат, овие протестираат и наставници, протестираат и членови на СОНК. Значи со вашиот договор сте предизвикале раздор и во СОНК. Значи наставници не прифаќаат 12% покачување, бидејќи од 10% вие што им нудевте до 12% што вчера демек сте се договориле, се всушност разлика само од 500 денари. И тоа за нив е всушност газење на нивното достоинство. Сојузот на средношколци искажуваше незадоволство и ви кажуваше дека треба побрзо да се реши и впрочем добавте од грбот на учениците со низа закани дека ќе имаат неоправдани изостаноци и така натаму, да го удрите од грбот на децата ова законско решение. Сето само прво од вашата неспособност, од вашето немање капацитет за да ги средувате работите кои што се приоритетни на државата и клучно тендери во 4 очи, крадење, корупција во највисоките нивоа на власта кои што треба да бидат пример. И сега всушност еве денеска исто се поставува прашање како ќе се исплатат платите на наставниците кои што штрекуваат, кога всушност министерката рече дека тие што ќе штрекуваат, придонесите ќе им ги исплати само работодавецот, а плата да си барат од СОНК. Вие ли сте истата министерка која во кампања им се заканувавте дека ќе им се ускрати право на нега ако не излезат на гласање, па имаше видео по социјалните мрежи. Вие ќе прокламирате демократија и прогресивност, вие кои владеете со закани и уцени. И ви кажав, имав една министерка, со ароганција нема да постигнете успех. Со ароганција политичарите не проаѓаат кај народот и многу кратко траат. Еве најдобро намерно разберете го ова што ви го говорам, ништо тенденциозно, ништо лично. Ви благодарам. Ви благодарам.